Битола Дениска беше домаќин на представници од Министерството за локална самоуправа, оперативната структура на ИПА преку граничната програма за соработка на Република Македонија и Албанија 2014-2020 и делегација на Европската унија во земјава, кој одржа информативни сесии за првиот повик за поднесување предлози во рамки на проектот за Европската унија за прекугранична соработка Македонија и Албанија. Денеска беа презентирани резултатите од претходниот повик на прекуграничната соработка Македонија и Албанија 2007-2014, за која аплицирале 51 проект. Тематските приоритети за кои што ќе се однесуваат проектите се од делот на туризмот, конкурентноста и во делот на животната средина. Значи, определени се 3 милиони евра во буџет за проектите за трите тематски приоритети. Министерството за локална самоуправа и за проектите за овој повик ќе ги кофинансира, значи, проектите во 15% од делот на буџет. Во првиот дел од програмата 2007-2014 искористени биле 7,2 милиони евра или 70% од вкупната сума на алоцирани средства. Имаше слични тематски приоритети, тога се нарекува мерки и во принцип балансирано беше алоцирањето и реализирањето на проектите по мерките тогаш, значи за развој исто на економијата, за развој на културната размена, исто така како и сега продолжуваме во таа насока, но овие тематски приоритети се по-специфично определени и очекуваме од нив по-специфично развивање на тие сектори кои што се определени, очекуваме целосно или би рекол повисоко исполнување на главните цели на програмата, што не беше случај со претходната програма, каде што целите и приоритетите беа поставени по-генерално и поопшто. Во овој прв повик, кој послужил како пилот проект, се учеле искуствата и начинот за апликација. Имено на овој прв повик 2014-2020 лимитот за побарување на средства е 250.000 евра за активности од двете страни, независно од каде е апликантот, а максималната сума е 500.000 евра. Кон овој грант задолжително е јавување на домашен кофинансиер со учество од 15% од сумата, а кој пак средствата ќе си ги добие назад преку владата, односно Министерството за локална самоуправа, што не е случај со албанската страна.